Благодаря се, уважаем. Да. Вашата теза каква е? Има ли македонци в България, македонско малцинство и защо ги има? България официално признава държавата Македония. Да. Значи не може да има държава без нация. Без нация, добре. Без нация не може да има държава. Щом като съществува Република Македония и България е една от първите, която я признават, значи България трябва да признае, че тази държава има нация и македонци. Тази държава не е капселована, нейните поданици не са капселовани извън нашата граница, след станки или всичко нататък да са македонци, а насам да са само българи. Значи, както ние имаме наши българи в Македония, нормално е да има македонци в пределите на нашата страна. Това е съвсем нормално. Благодаря ви, вие се казвате? Аз се казвам Георги. Благодаря ви, Георги. We've changed the agenda to look at all the synergies we have versus all the problems. There are some problems. For example, one big issue for us has been, forget about all the historical focus stuff that everybody is talking about. There are some other issues that are still we have to tackle with. For example, the Bulgarians in North Macedonia still don't have legal protection rights. And that's about... With all due respect, it was at this moment that he knew. He fucked up. Neither do ethnic Macedonians in Bulgaria. In fact, the European Court of Human Rights has heard more cases on that basis than any experiences suffered by Bulgarians inside Macedonia. So you're on very shaky ground there. Пирин, најубавата и највеличествена планина на Балканскиот полуостров. Нејзиното име е неразделно поврзано со подвисите и делата на пиринскиот цар Јане Сандански. Секоја рече, секоја чука зборува за херојското минато на македонскиот народ. Пирин и во антифашистката борба си остана верен на својот првоборец и ги прибра во своите скутои борбените партизански одреди на чело со првоборецот Никола Парапунов. Денес, невообичаено, ден пред тргнувањето, ни беше кажано дека автобусите за Илинден се запрени. Отидов лично кај началникот на автобуската станица, бидејќи пред тоа зборував со него. Тој ми вети, соберете пари, групно, колку автобуси сакате, толку ќе ви дадеме. Но бевме излажани многу подло. Собравме за 2 автобуса, по 42 луѓе, 84. Бевме пред автобуската станица во 8 часот. Еве ги документите. Во 8 часот требаше да тргнат 2 автобуса со по 42 од автобуската станица Петрич за Роженскиот манастир. Овие 2 документа се доказ за тоа. А на најгруп начин ни беше откажано, и тоа лично од кметот на градот, дал наредба да се запрат автобусите за Илинден. Едноставно бевме во недоумица. Но народот не поддржа. Народот на град Петрич, кој беше на автобуската станица, се насобра околу нас и ни изразија солидарност за тоа што ни се случи. Едноставно изјавија: вие сте си платиле. Автобусот требаше да тргне во 8 часот, а веќе беше 10 часот, автобус не ни дадоа. Ние со нашите тела ја блокиравме целата автобуска станица од 8 часот изутрината и фактички чекавме да ни дадат автобус, но автобус не ни дадоа.
Бидејќи сме од организацијата Илинден, кметот наредил да не ни се дава никаква помош од државните предпријатија. Бевме кај директорот на предпријатието, но тој ни го каже истото. Кметот нека ви даде потврда. Дојдете ќе ви дадам автобуси. Автобуси имам, но вам не можам да ви дадам. Секоја година народот ја празнува годишнината од убиството на својот голем борец Јане Сандански. Во овој ден градоите и селата добиваат празничен изглед, а спроти денот насекаде се одржуваат свечени академии посветени на Јане Сандански. На свечаната академија во Свети Брач за животот и борбата на Јане Сандански зборуваше народниот пратеник Иван Делев. Во македонското народно-ослободително движење против Отоманското царство и големобугарските империалисти, Сандански се издигнува како идеолог и организатор на борбата. Тој е најзаклет непријател на врховизмот. На академијата се присутни и писателите од Народна република Македонија Славко Јаневски, Гого Ивановски и други. Се создават се потесни врски меѓу писателите и други културни работници од двата краја на Македонија, кои се јавуваат како вистински израз на општите изгледи за поскорешно и целосно изградување на македонската национална култура. Дојдовме кој како што стигна, со приватни автомобили. Ние 3 часа ја блокиравме автобуската станица со нашите тела, ниту да влегува, ниту да излегува, ниту еден автобус, со цел да ги принудиме да ни дадат автобус. Е така со милицијата се каравме 2 часа, а 3 часа автобуската станица ја државме блокирана, ниту да излезе автобус, ниту да влезе. Меѓутоа нема фајде. На крајот пак се најдоа други средства за да дојдеме овде на собирот, а ваков собир досега не сме виделе никогаш на Јане Сандански толку години, откако паметам, а имам 63 години. Многу се направи, многу. Од селото до овде, се е автомобили и автобуси. Значи толку народ што дотогаш Јане Сандански не видел вакво нешто. Меѓутоа ова организација е наша, народот не симпатизира, имено во овој крај живее македонски народ и не симпатизира нас. Вчера правеа собир, но ништо не направија. Вчерашниот митинг беше против нас за да можат да не блокираат, но и покрај се ние си го направивме нашето. Многу сме задоволни и среќни. Едноминутно молчење и паѓање на колена во знак на почит и уважување кон Јане Сандански. Колони од камиони, коли и народ се упатуваат за Мелник, кон Роженскиот манастир, каде и гробот на Јане. Бескрајна е љубовта и признанието кон делото на Сандански. Бескрајни се и колоните од луѓе, мажи и жени, стари и млади. Еден од живите соборци на Јане им прикажува на писателите од Народна република Македонија за Роженскиот манастир и борбите на Јане. Огромна маса народ се стече на гробот на Сандански. Оптика се и делегатите од Народна република Македонија. Наближуваме кон Роженскиот манастир, каде што се наоѓа гробот на Јане Сандански. И од минута во минута се уверуваме дека македонците и покрај забраната на властите не се откажуваат од намерата да се соберат во ова свое светилиште. Владее атмосфера на големо исчекување, а патролите на бугарската полиција сепак не го спречуваат народот. Тие едноставно, како што ни велат, се тука за да го регулираат невообичаено густиот сообраќај и да го обезбедуваат собирот.
Добре дојдовте, македонки и македонци. Денеска дојдовме овде на гробот на Јане Сандански да клекнеме на колена и да положиме китки и венци. 75 години овде во Роженскиот манастир, во скутот на Пирин планина, лежат коските на Јане Сандански, легендарниот револуционер и борец за национално ослободување на македонскиот народ од турско и од бугарско робство. На овој ден падна смртно ранет во крв од заседа убиениот Јане Сандански од бугарските терористи, агенти на Софискиот дворец. Тоа кобно убиство не беше ни првото, ни последното. Кобното убиство на Јане Сандански не собра овде денеска за да го кренеме гласот за национални права, да го кренеме гласот за човечки права, така како што Јане се бореше за нив. Јане Сандански се заколна својот живот да го даде за Македонија. Тој не создаде семејство и наследници. Ние сме неговите синови и ќерки, ние сме неговите внуци и правнуци. Јас сум Атанас Трајков Мирчев од село Клуч од Петричките села. Сакам да го кажам ова. Во 65-та година убија две момчиња. Едното многу пееше македонски песни, се викаше Ѓорѓи Гецев. Едното беше 18 годишно момче, ученик, што току завршил. Го убија и него. Тој му беше другар на другото момче. А бидејќи сака да излаже командирот на караулата, тој лажеше дека сака да бегаат за Грција. Јас го дознав тоа во текот на денот, дека се голи и дека се убиени со пушка, велам, има убиени момчиња. Вечерта дигнав толкава тревога, а тој ги лаже таткото и мајката, вели дека сакале да пребегаат за Грција. Јас не знам од каде ми беше таа храброст, но кажав, тоа не е точно, момчињата се убиени. И наредниот ден навистина се организиравме. Некаде околу 150-200 луѓе заминавме горе на Беласица да ги бараме овие деца каде се. Војниците беа присилени, ги пронајдоа. Ги најдовме овие момчиња, ги симнавме долу, ги измивме и подготвивме се. И на крајот за таа работа бевка истражниот судија. Бев 10-12 дена како организатор на групата и повторно лежев в затвор 1 година. Пред тоа в затвор лежев 9 години како македонец, бидејќи требаше да го поддржувам македонскиот дух во Пиринскиот крај. Јас многу одамна работам во оваа организација и за таа работа тогаш ме открија. Да му е на здравје на еден предавник од Петрич, се вика Кирил Којчев Томов, и ме осудија на 9 години затвор. Од името на Народна република Македонија зборуваше министерот на народната просвета Димче Мире. Ние, со помоќта на другите братски југословенски народи, им соградивме најубав паметник на Гоце и Јане. Тој паметник се вика Народна република Македонија во рамките на Федеративна Народна република Југославија. Предавајќи штафетата од гробот на Јане за главниот град на Народна република Македонија, Скопје, Борис Аврамов рече: оваа штафета нека биде уште еден израз на длабока љубов, верба и решеност, достојно да го продолжиме и оствариме делото на нашиот загинал првоборец Јане Сандански. А нашата желба е обединувањето на македонскиот народ во рамките на Федеративна Народна република Југославија. Од смртта некако отрпнавме. Проживеавме многу тешко. Тогаш немаше кој да види. Може би намерно тогаш властите ја прогонуваа секоја наша мисла. Се додека татко беше в затвор, нашата куќа беше под надзор. А кога мајка ми ја интернира, имавме малку надеж дека некогаш ќе се врати, но еден ден дојде и ни кажа дека повеќе нема воздух за неа. Сето тоа беше еден смислен систем да се уништи ова поколение. Друго, тие многу добро знаат. Зошто ние да учиме, а нивните деца може би нема да знаат колку нас, но ние нема да се запишеме на универзитетот, штом си ќерка на Сократ, никогаш. Нашите знања може би биле добри, меѓутоа репресалиите се поинакви. Но не се плашиме. Порано или подоцна, сепак ќе дојде ден за нас. Не сме родени во Македонија, но и покрај тоа се чувствуваме македонци.
пеат и играат. Не можат да се одречат. Во срцето им тече таа крв. Никогаш не може да станат чисти бугари. Никогаш. На времето бевме репресирани од бугарската влада. Но сега, ако нешто се подобри, може би интересите ќе не доведат да живееме на друг начин. Тие сите од власта се виновни. Ова не е виновно, ова не е виновно. Од овие никој не е виновен. А тоа е за да пропаднам, за да умрам, да се разболам и да си заминам. И се да се покрие со тоа. Но не може. Малку. Јас таму се радувам. Малку се радувам на моите внуци. Таму се радувам. Ете, тие се моите внуци. Ти си, тој. Оти таа не го знае она што го знам јас. Особено по 58-та година нас македонците почнаа многу да не прогонуваат. Пасошите кога ни ги променија, за песни и за што ли уште не. Воопшто зборот македонец не даваат да се спомне. Единствено само така, за да не падне нашиот дух, македонски луѓето денес го одржуваат со песни и се степаа многу народ, повеќето сиромаси. И други така, по нивите ги убија со насилна смрт. И денес блиските мислат дека умреле од срце. А дали не прашува некој нас илјадниците македонци врз кои беа вршени репресалии, од кои стотици минавме во логорите и затворите на социјалистичка Бугарија, поради единствениот престап дека се чувствуваме македонци? Не прашува ли некој како издржавме во логорите и затворите? А дали некој знае колку мајки, татковци, сопруги беа расплакани во скоро 40 години народна власт? Знае ли некој? Ако сака некој да ја дознае вистинската состојба во Пиринска Македонија, нека ги отвори сефовите на државната безбедност во Благоевград. Таму се наоѓаат досијата на стотици, а можеби на илјадници македонци, осудени за дела за кои во цивилизираните држави никој никогаш никому не му суди. Жално, навистина жално за правна држава, каква што претендира да биде Бугарија, а уште пожално е тоа, бидејќи македонците не се експериментални глувци и глувчиња, туку народ со славно минато, народ достоен за почитување, народ што сака да го гради своето. Сака да ги гради својата сегашност и иднина, во разбирање меѓу народите на Бугарија, Грција и на Југославија. Ако таа алтернатива биде сватена од народите на балканските земји, Македонија за вечни времиња ќе престане да биде арена на крвави драми и јаболко на раздорот. Книга по селата и градовите во Пиринска Македонија. До вчера прогонувана и фалсификувана. Денес македонската книга се разоткрива во сета своја убавина. Станува верен изразител на народниот дух и народната култура. Ги држат по постојана врска двата дела на Македонија. Преку нив се пласираат редовно 7000 броја пионерски весник, околу 2000 броја Нова Македонија, 3000 броја Млад борец, а за неполна година се продадени голем број книги. Оваа Македонија, чија судбина се уште никој не може да ја предвиди. Оваа Македонија, меѓу Бугарија, Србија и Грција, чии синови и ќерки ја играат улогата
на експериментални глувци, во зависност од тоа каде живеат, нив ги нарекуваат бугари, срби, грци. Каков абсурд за демократски и правни држави, потписнички на повелбата на Обединетите нации за правата на човекот од 1948 година. Дали во светот постои друг народ понесреќен од македонскиот? И друга земја, освен Македонија, поделена на 3 дела? Зашто некои луѓе не сакаат да сватат дека Пиринска, Вардарска и Егејска Македонија не се зоолошки градини на Бугарија, Србија и на Грција? Бевме, се ликвидира многу народ, бевме 8.000, а 314 беа македонци од Пиринска Македонија од овде. Таму беа убиени многу народ. Таму беше, ако ти кажам, нема да веруваш, нема да останеш жив по сето тоа. Не можеш. Како ти кажам, бевме 83 бригади, но бидејќи тогаш ние бевме млади, сега сум стар, но тогаш бев млад, имав 32 години, отидовме да работиме. Меѓутоа работата беше тешка и кажавме, нема да работиме, нема да ги исполниме нормите. Вечерта не запираат и не ставаат надвор. Има кал со вода. Влегуваме во водата. Се наводенуваме до овде, се качуваме на еден понтон. Цела вечер сме таму, во понтонот. Добро што имаше свест. Тоа беа политички затвореници. Тие не беа криминални типови. Политички затвореници. Имаше свест, да речеме. Ти сега надвор 5 минути. Можеш да влезеш натре, па другиот 5 минути да биде надвор. Треба да се проветрат, нели? И не остава на 300 грама леп. Оние што не исполниле нормата. Нашиот живот беше многу тежок. Многу тежок беше. Уште 2 дена да зборувам не можам се да кажам. Сега се плашиш? Сега, сепак, завчера на жена ми и кажале дека уште сега може ќе ме испратат во Белене. Во Белене, в затвор. Ја уплашиле жената ми, вели, пак ќе те пратат во Белене. Јас реков, нека ме пратат. Во Социјалистичка република Југославија, за утеха и поддршка на сите браќа, сестри и македонци, се формира Социјалистичка република Македонија, каде што спокојно и без страв можеш да кажеш јас сум македонец. Сосема е друга состојбата на македонците во Грција. Велат дека таму, на македонците, не им дозволуваат да зборуваат на својот мајчин јазик. А во Бугарија, во таа Живкова династија, состојбата на македонците беше деликатна и противречна. За нас, за разлика од времето на Георги Димитров, кога идеите на Гоце Делчев се остварија во Пиринска Македонија, македонците во училиштата почнаа да го изучуваат македонскиот јазик. Во времето на полуинтелигентот Тодор Живков, во 1965 година македонците се запишаа под наводници доброволно како бугари. Каков абсурд! А сега, по 10 ноември 1989 година, најодговорните членови на владата и на Сојузот на демократските сили изјавуваат дека во Бугарија нема македонци. Истото го изјавуваат и представниците на марионетскиот дискусионен клуб Вардар од Благоевград и на Сојузот на културно-просветните друштва од Софија. Овие клубови и сојузи се формирани со дозвола на официјалните власти, на штета на македонскиот народ. И мојата мајка ме заколна пред да умре, таа исто така почина од геноцид. Од малтретирање, ја мачеа, кога ни ги земаа воловите нивите. Имавме 50 декари земја, шуми, дабови шуми.
се разболе по шумата, почина. Ја тепаа во милицијата. 3 дена ја немаше да се врати во селото, ако го се врати беше претепана. Живееше година и пол и почина. Денес, а посебно по 69-та година, започнаа со еден поинаков културен геноцид. Културен геноцид, како да ви кажам, започна со варварско сечење на шумите, липови и дабови. На овие шуми што луѓето од нашиот крај ги хранеа со векови. Започна со пошумување на нивите, на пасиштата, на ливадите, со цел да не иселат, со цел да го згаснат македонскиот дух. Истиот геноцид се врши до денес. Ако одиш да браниш некое дрво таму, едно дрво, липа или бука, ќе те претепаат од ќотек. Ги лажат луѓето, им велат дабовата шума е штетна, мора да се уништи. Како е после 10 ноември? По 10 ноември малку е помекнато. Меѓутоа повеќе муабеци е, повеќе од луѓето се плашат. И тие змиите се таму, ние ги викаме змии, шпионите. Се шетаат меѓу луѓето, го дебнат секој збор да не се слушне. Ние не сме организирани, меѓутоа сите се чувствуваме македонци и согласни сме да умреме за Македонија. Ако треба, да. Народите на балканските земји ќе мора да престанат со ова на прагот на 21. век, како цивилизирани европски народи заради изградбата на заедничкиот европски дом. Години на испити и на големи надежи дека конечно и ние ќе можеме да извикнеме од гордиот Пирин: браќа бугари, браќа југословени, браќа грци, ние македонците ве љубиме и сакаме да живееме во мир со вас и со сите народи од светот, да извикнеме со зборовите на бесмртниот Гоце Делчев: јас го разбирам светот единствено како поле за културен надпревар меѓу народите. Од нашето село има околу 5-6 луѓе кои лежеле по 3-4 години в затвор, а 20 исчезнаа без трага. Мојот учител го убија, еден Тиков, од селото Белушница соседното. Тој ме учеше во 1. и 2. клас. Го убиле. Кога се врати, кога ќе се врати, не. Не го убие во затворот, кога се врати од затворот. Имав чест да се сретнам со него. Каже дека таму јадел врапчиње со сепердови за да преживее човекот. Но колку живееше 1 година, а беше млад со елан, толку добар. Истовремено, ние сакаме оваа демократија да биде вистинска, во целосна согласо со подпишаните меѓународни спогодби од страна на Народна република Бугарија, повелбата на Обединетите нации за правата на човекот, Хелсиншките и Виенските договори, бидејќи не може вистински да биде слободен оној и не може вистинска да биде таа демократија која не им дозволува на другите и тие да бидат слободни и демократски. Нека ни биде признато нашето право на македонско малцинство во Народна република Бугарија, како и правото на македонското малцинство во Република Грција. Бидејќи тоа право, тоа барање е извојувано во вековната борба и во слободна и демократска Бугарија и Грција секој да може да се чувствува таков каков што самиот се чувствува. Ние не сме за сепаратизам, за национализам, шовинизам. Нам ни се мили како нашите македонски светини, така нашите револуционери, нашата Македонија, така ни е мила и драга Бугарија, Грција, Југославија и нивните братски народи. Сакаме Македонија да ги обединува, а не да ги разделува балканските народи. Бараме, настојуваме и протестираме поради нашите одземени национални права, да почне што поскоро извршувањето на меѓународните договори за правата на малцинствата, воведување на изучување на македонскиот јазик и историјата во училиштата, да има емисија на македонски јазик на радио Благоевград, издавање македонски весник, да се запре големо бугарската шовинистичка пропаганда кон Македонија, чија цел е помрачување на националната свест и создавање психичка напнатост меѓу населението. Оваа пропаганда има уште и криминален карактер, пропаганда за раздор и војни на Балканот. Народното собрание на Народна република Бугарија да им ги признае и да им ги даде националните права на македонците. Во спротивно, македонците во Пиринска Македонија ќе останат во тешко национално робство на крајот од 20. век.
Туѓите пропаганди врз Македонија ги сметаме за акти и действие со криминален карактер, бидејќи се извршува асимилаторска дејност и се создава страв и напнатост меѓу населението. Да се побара судска одговорност на лицата, на партиите и на организациите со слична дејност према македонците. Ќе упатуваме барање и ќе бараме помош од меѓународните организации и институции против сторителите на криминалните дејства на лицата, партиите и организациите против правата на македонците. Во случај на македонците во Народна република Бугарија да не им се дадат националните права, ќе излеземе со барања пред Обединетите нации и Европскиот совет, КЕПС, поништување на воениот сојуз од 29 февруари 1912 година меѓу Бугарија, Србија и Грција, повлекување и отстапување на приграбените територии од завојувачите кои со сила ја распарчија Македонија. И ревизија на Лондонскиот договор од 30. мај 1913 година, обединување на Македонија под заштита на Обединетите нации и под закрила на големите сили со уставно уредување по западно-европски образец. Младината, цветот на македонскиот народ, пазејќи ги длабоко во своите срца борбените традиции на големите македонски револуционери Гоце и Јане, го совладуваат литературниот македонски јазик и ја учат својата историја. Народна република Македонија честно и со голема љубов ја исполнуваат својата задача. Тие даваат се од себе за да нашите браќа од Пиринска Македонија што поскоро го совладаат македонскиот литературен јазик. Силни се чувствата на патриотизам кон народната македонска земја, кај трудбениците и народната интелигенција од Пиринска Македонија. По своите работилници, во голем број кружоци, тие го совладуваат мајчиниот јазик. Неписмените своите први љубими слова ги пишуваат на литературен македонски јазик. На 7 ноември 1947 година во Горна Џумаја стана големо културно собитие. Се отвори првиот областен македонски театар. Со битовата пиеса Печалбари, театарот ја започна својата културна дејност. Тогаш за прв пат од сцената се разнесе родниот македонски збор.
Македонскиот народ смело зачекори во мир